Апсолутно не сум задоволен затоа што не беше одговорено во суштина прашањето. Прашањето беше експлицитно дали планирате да ја приватизирате дополнително ЕСМ, дали планирате да го колабирате тоа што останало од државниот електроенергетски систем за да се приватизира, затоа што вие секогаш ја спомнувате либерализацијата на енергетскиот систем како да е тоа некоја многу убава работа. Всушност либерализацијата е само повеќе фирми на кого? На семејствата на политичарите во Македонија. Кај нас ендемски постои феномен дека политичката елита е најинволвирана во енергетскиот сектор. Така да, затоа се поставува прашањето во склоп на вашите инциденти кои ги гледаме сврзани. Значи, прво, зошто не сум задоволен? Затоа што првиот пат исто не добив одговор кога ве прашав на минатите, чисто за контекст да спомнувам ова, дали некој ќе понесе одговорност од вашите директори за крахот на 18 мај и дали ќе има компензација за домакинствата и за фирмите кои биле оштетени од тие прекини во електроенергетскиот систем, тоест со дистрибуцијата на електрична енергија. Тогаш не добив одговор, сега не добивам одговор. Во меѓупросторот, откако се деси тој крах, пак имаме 6 дена. Ако не ги решам прв пат во историјата на Република Македонија 6 дена да нема воопшто активност во рек Битола, затоа што сме имале ние и ужасни стопанисувања и во услови на претходната влада, каде што 365 дена еден генератор не работел, ама ова не влева надеж. На јубилеот на вашето построење 6 дена не работи ни еден генератор. Напротив, влева паника дека се полошо се движат работите и баш затоа е прашањето дали планирате всушност да приватизирате. Инаку и малку ми е страшно дека, како рековте, за чистењето на генераторот имало некој оглас, колеги се пријават. Тие колеги обучени ли се да чистат во контаминација, отровна, опасна, или само иницијативно може да се пријавуваат луѓе да чистат отров во Република Македонија? И патем зашто чистење отров кога се запалил, тоест или се саботирал од седименти од изгорен јаглекова прашина и мазут. Значи, зошто има чистење на генераторот сега од колеги и чистење на прашина, ако имало саботажа во контролниот кабел, нели, од мониторинг системот. Така да, во суштина, не сум задоволен од одговорот и дополнително ме загрижува што не се осврнавме на дополнителното задолжување на ЕСМ на вистински начин. Благодарам.